Добре ни дојдовте заеднички овој традиционален настан во едни видоизменети пандемски услови да го удостоиме со уште еден потсет за незаборав на безсмртните и со завет да го чуваме она со што за навек не задолжија. Писмото, јазикот, светлината. Светите браќа се поим за вечност, показател на нашиот идентитет, корен од кој се разгранува писменоста на словенските народи, наш код. Нивните дела живеат во секој напишан збор, во секој стих, во секоја книга. Затоа и се бесмртни. Тие се патека по која чекориме, тие се темел на кој градиме иднина цели 12 века. Големината на делата на светите браќа Кирил и Методи се мери со бројот на учениците во нашите училишта, со наставниците што го пренесуваат словото, со науката, со нивното писмо, училиштата, универзитетите, бројот на создадени книжевни дела, културните вредности на нашиот народ. Празникот на просветителите за Велес има посебно значење затоа што токму во Велес е отворено првото училиште на македонски јазик. Во Велес се наоѓа најстарото училиште во Македонија, Велес е лука на писменоста во Македонија. Го поканувам градоначалникот на општина Велес, Аце Коцевски, во име на просветата и развојот на образованието да ви се обрати. Дозволете ми најнапред во име на граѓанките и граѓаните, во име на Советот на општината и во мое име да ви го честитам престојниот голем празник 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи, и воедно да ви посакам успех во извршувањето на вашата професија. На Велес како град со посебно место и улога во историјата, просветата и културата на македонскиот народ и држава, и како град во кој Јордан Хаџи Константинов Џинот го отворил првото световно келино училиште на мајчин македонски јазик и првата гимназија, му прилега достојно секогаш да го одбележува 24 мај. Овој значаен датум представува наш потсетник за суштинската и историска улога која ја имаат првите учители. Со својата благородна мисија, солунските браќа се едни од најзаслужните за нашето културно, етничко, но и духовно постоење како народ и нација. Тие се браќата што веруваа во правото на секој народ да го користи својот јазик, ја рушеат догмата на собраното знаење на Европа да се предава само на 3 избрани јазици – латински, грчки и еврејски. Ја напуштиле удобноста на царската палата во Константинопол и заминале во просветителска мисија за ослободување на словенските народи од незнаењето. Мисијата за градење на заедништво на сите европски народи под исти услови да имаат еднаков пристап до словото. По многу голготи, со изострен ум, нескротлив творечки порив и божествени прсти, тие, патроните на Европа, борците за единство на европските народи, светите браќа Кирил и Методи или еднаквите со апостолите, како што се наречени од католичката црква, ја оставиле првата словенска азбука глаголицата. Успеаја да постигнат неверојатен цивилизацијски напредок со создавање на единствен комуникацијски код и им овозможија на словенските народи равноправно да се интегрираат во заедничкиот европски духовен, културен и политички простор. Токму заради овој нов импулс во верата и во културата на сите словенски народи, денес тие, токму тие, се препознаени како патрони на Европа. А ние имаме аманет и долг да го чуваме наследството, чест да им го славиме името и поттик да се инспирираме од големината на делото. Драги велешки просветни работнички и работници, вие
Во секој нов ден сте исправени пред предизвици на битисување во новото време, во сегашноста, зашто на плечи ги носите товарот на современите житија и новите моравски мисии. Вие ја ширите нивната јавна безвременска порака да си го сакаме, чуваме и почитуваме нашиот јазик, култура, држава, корените, затоа што без познавање на своето минато не можеме да говориме за сегашноста или иднината, зашто нели без дрво корен не вирее, не бива. Вие, вашата професија, сте есенцијата на нашето битисување. Како градоначалник и се разбира како и сите вие како поранешен ученик, имам исклучителна почит кон професијата наставник. Вие вршите многу благородна мисија. Покрај семејно нам блиските луѓе, нашите први учителки и учители се меѓу најбитните личности во нашите животи, затоа што тие оставиле траен белег не само врз нашето образование, воспитување и култура, туку во изградбата на нашите карактери. Токму затоа да се биде учител, учителка, наставничка, наставник, воспитувачка, воспитувач, професорка, професор, е навистина најблагородната, но воедно и многу одговорна професија, која подразбира посветеност и бројни одрекувања. Посветеност насочена кон градењето на здрава личност, пренос на знаења, вештини, желба, мотивација и всадување интерес да се откриваат нови светови без граници. Градење на дух на заедништво, дух на компетитивност и дух на интегритет, зашто вие градите личности кои треба да се одликуваат со високи морални, естетски, емоционални и интелектуални квалитети. И затоа нашата иднина во многу зависи од квалитетното образование кое го имаме во денешницата. Обезбедувањето на едно такво квалитетно образование стои високо на листата на општинските приоритети. Свесен сум за предизвиците со кои вие во училиштата секојдневно се соочувате и со фактот дека потребни се и добри просторни, материјални предуслови за да се приближиме кон степенот на развиеност кој го имаат развиените европски земји. Да бидеме креативни, адаптабилни, иновативни и брзи и ефикасни во одлуките и ситуациите што носат предизвик. И верувајте дека секојдневно се обидуваме да ги подобриме условите во кои работите. Но мора да бидеме и реални, затоа што фактите се неспорни, без оглед дали ни се допаѓа реалноста или не. Во иднина мора да се продолжи со рационализација на несоодветната училишна мрежа, димензионирана во едни други времења, и многу повеќе да ги следиме потребите на бизнис заедницата и на пазарот на трудот и се разбира да ги прифаќаме современите добри практики, како што се дуалното и модуларното средно стручно образование. Не е време, ниту пригодно место да зборувам за капиталните инвестиции за подобрување на квалитетот во образованието, ниту пак за набавените 260 таблети за учениците, обезбедените околу 250 таблети и компјутери од донатори и порачаните други 238 лаптопи и 7 компјутери за наставничките и наставниците. Инвестициите во образованието се најдобри инвестиции затоа што со нив инвестираме во нашата иднина. Така мора да биде секогаш и во иднина, без оглед на тоа кој ќе стои на ова место каде што сум јас сега. Не можам да не спомнам дека за успехот на образовниот процес, покрај добрите просторни услови, подеднакво важен или уште поважен е квалитетот на изведување на наставата. Особено сум горд на вашите напори и значителни успеси на ова поле, потврдени со генерации описменети ученици, со бројни освоени награди и престижни меѓународни признанија. Независно дали станува збор за поединечен или колективен постигнат успех, јас сум подеднакво горд, а воедно исполнет со двојна радост. Радост за успехот на секој ученик и неговиот ментор просветител. А вие, просветителите, подобро знаете дека учењето на нови работи е безвременско задоволство и безценето богатство. Но нели не е доволно само да се знае, знаењето мора и да се примени. Затоа сосема накусо на крај сакам да ви порачам, знаењето применете го во родниот град, во нашата татковина, да направиме од нашата земја посакувано и пристојно место за живење, демократско, со високи стандарди, со добра заработувачка и квалитетен живот,
во која ќе ја градиме нашата иднина и иднината на нашите деца и внуци. Доста ни е од селидба по белиот свет, заеднички да се заложиме и да направиме ова наше мало парче земја да биде препознаено по умни, успешни, реализирани, вреднувани и среќни луѓе. Ве уверувам дека општина Велес останува да биде сојузник на сите кои сакаат напредок, развој, перспектива и квалитет. И затоа најискрено, најтопло и од срце им го честитам успехот на годинешните добитници на признанијата за најуспешни просветни работнички и работници од основното и средното образование, најталентираните ученички и ученици и добитникот на новото признание што фрла светлина на една доблесна димензија во образованието, тоа е волонтеризмот. Признанијата вам нека ви бидат поттик да останете на врвот со постигнување уште подобри резултати во иднина, а на останатите ваши колешки и колеги, соученички и соученици, бидете им пример за и тие на некој следен празник да бидат на вашите места, горди на нивните успеси што ќе бидат препознаени и наградени. Нека ни е честит празникот на сесловенската писменост, да се слави името на светите браќа Кирил и Методи и да ни е за многу години кирилица. Ви благодарам. Почитувани, Општина Велес оваа година по трет пат ја продолжува традицијата да им оддаде признанија на најталентираните ученици од основното и средното образование. Градоначалникот формираше комисии кои ги разгледуваа предлозите и ги определија добитниците на наградите. И во сите пристигнати предлози, задоволство е да се прочитаат бројните награди, признанија, дипломи, благодарници, посетени семинари и надпревари. И затоа на комисиите не им беше воопшто лесно да донесат одлука и да се избере само еден, да се прогласи најдобриот. Жири комисијата во состав: Елена Тевчева, председател по предлог на градоначалникот, Павлина Карова, член, поранешен добитник на признанието најдобар наставник во општинските основни училишта во предметна настава во општина Велес, и Катерина Најдов, член, представник од Сдруженијето на просветни работници, одлучи: оваа година наградата најталентиран ученик од општинските основни училишта да ја добие Ана Бошкова, ученичка од Општинското основно училиште Блаже Конески. Жири комисијата во состав: Верица Тодоровска-Дацева, председател по предлог на градоначалникот, Снежана Хаджиева, член, поранешен добитник на признанието најдобар наставник во општинските средни училишта во општина Велес, и Бранка Андовска, член, представник од Сдруженијето на просветни работници, одлучи наградата најталентиран ученик од општинските средни училишта во општина Велес за 2021 година да ја добија Игор Стојков од Општинското средно училиште Јовче Тесличков и ученикот Бојан Димовски од Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Ученичката Ана Бошкова е редовна ученичка во 9-то одделение во Основното општинско училиште Блаже Конески од Велес. Од страна на класниот раководител, предметните наставници и педагошко-психолошката служба во училиштето, таа е оценета со ученик со високи интелектуални и творечки способности. На одржаната седница на наставничкиот совет истакнато е дека станува збор за исклучително талентирана ученичка која редовно и одговорно ги исполнува своите задолженија и училишни обврски. Со своите постигнувања и успеси, таа го афирмира училиштето во градот и државата и со тоа и нашата општина. Таа ги совладува сите наставни предмети, а посебен талент покажува во областа на математиката и истата е со континуиран одличен успех. Ана има добиено многу награди за литературни творби, повеќе први, втори и трети места на општински, регионални и државни надпревари по математика и биологија, како и сертификати и дипломи за постигнат успех на есенската математичка школа 2020-2021 година. Еден аплауз за Ана. Игор Стојков е ученик во Општинското средно училиште Јовче Тесличков во 4-та година, од каде што доаѓаат само пофални зборови за неговиот висок интелект и капацитет. При совладувањето на градивото покажува сериозен пристап, редовност и исполнителност,
а поседува и широки познавања од многу области. Има освоено 3-то место на националниот надпревар Масум на тема најдобар маркетинг план. Има добиено награда за најдобар ученик во областа на бизнисот и компјутерските науки при неговиот престој во САД како дел од едногодишната програма. Учествува во работната група која работеше со владата на Република Северна Македонија како поддршка за образовните реформи при пронаоѓање решение за државната матура. Целосно е посветен на учењето и личното надградување. Учествува во многу проекти, а посебно се истакнува со волонтерскиот ангажман во училиштето и надвор од него. Заобиколувајќи го сето ова, можеби најважен успех не само за него, за училиштето и општината, е тоа што Игор Стојков е добитник на престижната стипендија за 4-годишно студирање на Ранепа универзитетот во Москва, Русија. За вкупниот придонес што го дава Игор Стојков во развојот на училиштето преку својот исклучителен и сестран талент, општина Велес му доделува признание. Најталентиран ученик во средните општински училишта во општина Велес за 2021 година. Бојан Димовски е ученик во 4-та година во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во електротехничката струка. Зема учество на бројни активности, манифестации над превари на поле на електротехничките и природните науки. Дел е од истражувачки тимови и учествува на многу работилници, а дел е и од проектот Млади истражувачи при Фондот за иновации. Она по што посебно се истакнува е неговата љубов кон математиката. Има освоено први награди на општинскиот, регионалниот и државниот надпревар по математика и е прогласен за државен првак од страна на Сојузот на математичари. Добитник е на бронзен медал на Македонската математичка олимпијада и пласман во репрезентацијата на нашата држава и освоена пофалница за успешно учество на Интернационалната математичка олимпијада. Бојан Димовски е учесник и на Балканската математичка олимпијада. Тој отскокнува со своите квалитети, поседува исклучителна дарба во сите области, желба за нови методи и идеи. Со својот квалитет дава максимален придонес за афирмација на училиштето и општината. За вкупниот придонес што го дава Бојан Димовски во развојот на училиштето преку својот исклучителен и сестран талент, општина Велес му доделува признание најталентиран ученик во средните општински училишта во општина Велес во 2021 година. Го повикувам градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски да ги врачи признанијата на добитниците. Игор Стојков, претходно Ана Бошкова, го доби признанието. Бојан Димовски. Почитувани, овие 2 години сведоци сме дека ги минеме во едно поинакво секојдневие, наметнато ново нормално, на кое неминовно требаше да се прилагодиме на предизвикот со COVID-19. И токму во вакви услови согледавме колку е важен алтруизмот, хуманоста, волонтеризмот. Од овие причини, достојно на приликите, вредно е на пиедесталот високо да ги издигнеме човечките доблести и хуманата димензија со која еден поединец се вложува да придонесе кон општото јавно добро. Токму затоа, градоначалникот одлучи годинава да додели признание за посебен придонес во образованието преку волонтеризам. Признанието оди во вредните раце на Трајче Станковски, наставник по одделенска настава во Општинското основно училиште Васил Главинов. Трајче со личен влог, не штедејќи го своето време и енергија без надомест, веќе 3 децении неуморно го одржува спортското игралиште во Превалец. Создава услови за спортување на генерации и генерации ученици. Го издигнува духовното над материјалното и создава додадени вредности. Станковски праќа доблесна порака со која воспитно делува и со личен пример
влијае во работниот колектив подеднакво и кај колегите, и кај учениците. Ова признание е еден скромен гест да се изрази благодарност и да се даде пример дека добрите дела не остануваат незабележани и се наградуваат. Го поканувам градоначалникот на општина Велес, господинот Аце Коцевски, да го врачи признанието за посебен придонес со волонтерство во образованието, а господинот Станковски да ја прими наградата. Повелете. Почитувани, следува највозбудливиот дел, чинот на традиционалното прогласување на најуспешните просветни работници од основното и од средното образование. Оддавањето признание на даскалите, на просветителите кои калат сестрано образовни личности. Признание за професионалниот труд, посветеноста, доблеста и умешноста, преплетена од доследна одлучност, огромно трпение, тони знаења и бура емоции. Признание за безпоштетниот непрегор да создадат индивидуи потковани со нишани, да излезат намегдан со сите животни предизвици. Со цел изборот на најдобрите да го извршат компетентни лица, градоначалникот формираше комисии кои ги разгледуваа предлозите и ги определија добитниците на наградите. Жири комисијата во состав Анита Пивкова председател, Оливера Нецинова и Лорета Стојановска членови, одлучи наградата најдобар наставник од општинските основни училишта во одделенска настава во општина Велес за 2021 година да ја добие Лидија Ѓорѓиева, наставник во општинското основно училиште Свети Кирил и Методи Велес. Комисијата за избор на најдобар наставник во предметна настава одлучи Илија Настовски, наставник по пијано во општинското основно музичко училиште Стефан Гајдов, да го понесе признанието најдобар наставник во предметна настава за 2021 година. Комисијата за избор на најдобар наставник од општинските средни училишта одлучи Драгана Тевчева, наставник по физика во средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин, да го понесе признанието најдобар наставник од општинските средни училишта за 2021 година. Лидија Ѓорѓиева дипломирала на Педагошката академија Гоце Делчев во 1988 година и потоа во 2006 година на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Таа има работно искуство од 25 години. Лидија е пример за добар и искусен наставник, кој редовно и со голем ентузијазам ја извршува својата благородна професија наставник. Со својата инвентивност, често е поттикнувач и реализатор на нагледни часови кои навистина имаат добар концепт и пример се за еден современ приод во наставата. Ментор е на учениците кои учествуваат на надпревари во знаење и голем број конкурси во градот и пошироко, од каде што се враќаат со дипломи и пофалници. Има освоено повеќе интернационални сертификати, учествувала на многубројни семинари, обуки, форуми и така натаму. Еден аплауз. Магистер Илија Настовски дипломирал на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на магистер Евушка Трпкова Елезовиќ, а подоцна магистрира со највисока оценка 10, исто така кај магистер Евушка Трпкова Елезовиќ. Тој работи како наставник по пијано во основното општинско музичко училиште Стефан Гајдов од Велес од 2008 година. Во текот на досегашниот работен стаж, Илија, освен во основното општинско музичко училиште Стефан Гајдов, работел и во Македонската опера и балет како корепетитор, хорски пеач и солист. Во 2009 година тој го формира дуото Бачманова-Настовски, кој успешно одржува концерти низ државата и странство. Во текот на периодот од 2008 година до денес, Илија Настовски е активен учесник на државни и меѓународни надпревари, на кои до денес има освоено над 290 награди, а само во текот на оваа учебна година, 2020-2021, има над 10 меѓународни награди.
Член е на Меѓународната комисија на интернационални надпревари во Белград и Аранѓеловац. Од 2009 до 2013 година е член на организациониот одбор и професионален корепетитор на арт фестивалот Езерски бисери во Струга. Од 2014 до 2018 година е председател на организациониот одбор и уметнички соработник на арт фестивалот Дојрана во Дојран. Добитник е на признанието за најуспешен наставник на меѓународен надпревар на млади музичари, пианисти во Гевгелија. Добива и признание за успешен корепетитор на арт фестивалот Дојрана во Дојран. Во 2019 година го формира градскиот камерен оркестар кој успешно го представи во Велес и Гевгелија. За вкупниот придонес што го дава Илија Настовски во развојот на училиштето и вкупно во образованието во општината, Општина Велес му доделува признание најдобар наставник во основното образование во предметна настава во Општина Велес за 2021 година. Аплаузи. Драгана Тевчева дипломирала на Природно-математичкиот факултет на групата физика на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Таа работи како професор по физика во Средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин Велес од 2008 година. Во текот на досегашниот работен стаж, Драгана се покажа како дел од наставниците кои активно работат на секое поле во ово училиште. Како учесник на надпревари од различен карактер, успешно го представува и афирмира училиштето и општина Велес со освојување на повеќе награди на општинско, регионално и државно ниво. Драгана Тевчева како ментор со своите ученици остварува високи резултати по физика и применета физика. Во учебната 2020-2021 година како ментор има освоено една прва, една трета награда и две пофалници на општински надпревар по физика, и две први награди и две пофалници на регионалните надпревари по физика за учениците од средните училишта. Истите ќе учествуваат на државните надпревари што треба да се одржат. На државниот надпревар на млади истражувачи како ментор освојува втора награда. Својата одговорност и креативност ја истакнува во изнаоѓање и реализација на голем број проекти во земјата и странство. Вклучена е како наставник истражувач во проекти, има изработено инфографици за содржини од предметот физика и евалуација на истите. За вкупниот придонес што го дава Драгана Тевчева во развојот на училиштето и вкупно во образованието во општината, општина Велес си доделува признание најдобар наставник во средното образование во општина Велес во 2021 година. Ја поканувам Лидија Ѓорѓиева, најдобар наставник од општинските основни училишта во одделенска настава, да го прими признанието. Повелете. Од општинските основни училишта во предметна настава. Повелете. Ја поканувам Драгана Тевчева, најдобар наставник од општинските средни училишта, да го прими признанието. Повелете. Ја поканувам господја Лидија Ѓорѓиева во името на добитниците на наградите. Е благодарна, најубава и најодговорна професија. Кога најмалите, најмилите, за прв пат ке зачекорат во училишните клупи, ние сме тука, широм да ги отвориме вратите и една по една, постепено да ги надминуваме сите препреки. Започнуваме од темелите. Ги совладуваме буквите, бројките, ја будиме нивната креативност и иновативност. Ја градиме нивната самодоверба. Се грижиме за нивната благосостојба. Ја учиме и поучуваме
меѓусебно да се почитуваат, заемно да се вреднуваат, да бидат толерантни, трудолюбиви, упорни, истрени, успешни граѓани. Ги подготвуваме за предизвиците кои ги носи иднината. Добриот наставник е како свеќе. Се троши себе си, за да им го осветли платот на најмилите. Плодовите од нашата работа во првите моменти може би се невидливи, но со годините што доаѓаат, тие се насекаде, а и овде меѓу нас. Потребно е големо срце за да се помогне во обликувањето на малите умови. Верувам, ќе се согласат и моите колеги до мене, ова награда, ова признание е дело во кое се извајани нашата несебична поддршка, нашиот труд, трудот на родителите и трудот на нашите ученици од генерациите што поминале и генерациите што доаѓаат, со поддршка на колегите, институциите и локалната заедница. Голема благодарност до општина Велес, што оваа година одлучи ова признание да биде во нашите раце. Благодарам.